Го уништуваат ли надлежните културното богатство на Македонија додека граѓаните се во своите домови? Искорнатата калдарма, обележието на чаршијата, емотивно ги погодува скопјани. Се обнови, да, ама не во ова време. Револтирани се, меѓу другото, и затоа што во време на пандемија, кога државата нема пари, па позајмува од странски кредитори, прави ваков крупен потек. Сега во оваа ситуација на секого му е сумњиво, зашто баш сега во овој момент имаме многу толку поважни работи, значи на животите на народот, на луѓето. Ние сега испаѓа село гори, баба се чешла. Не е потребно сега копање. Сега се бориме против болеста. Таму додат парите. Да се помагаат социјалците. Градоначалникот на Чаир очекувано се правда. Калдърмата, што датирала од 70-тите години на минатиот век, требало да се обнови за да привлече туристи. И новиот камен содржал травертин, кој ја давал автентичноста на чаршијата, вели Висер Ганију. Вели дека ги имал сите потребни документи уште пред околу 3 месеци, а парите биле обезбедени од Светска банка. Но клучно е прашањето дали граѓаните му дозволија на Ганију да ја урне старата слика на чаршијата, и ако му дозволија, каде е анкетата со која ќе докаже дека добил амин. Па нормално дека реагира бидејќи како што беше вчера представено, значи тогаш би секој нормален граѓанин би реагирал. Одговорите на анкетите значи се представени мене као и се во општина. Анкетата остана скриена, но не изостана поддршката на владата за Ганију, велат знаеле за целиот проект за реставрација. Ви информираме дека се запазени сите процедури за заштита на автентичноста на старата скопска чаршија и градежната активност која се финансира преку проектот за локална и регионална конкурентност се одвива во согласно со позитивните правни норми за зачувување на автентичноста на чаршијата. Останува дилема што му одговориле граѓаните на градоначалникот во анкетата, што рече дека ја спровел, а му одби да ја покаже. Но и зошто во време на вонередна состојба и без парица, ова беше неопходно да се прави.